Членовите на Сдруженијето на оризопроизводители Бело злато од Кочани бараат од пратениците да дадат едногласна подршка на владината одлука за интервентна финансиска помош од 3 денари за предаден килограм оризова арпа. На пресконференција, земјоделците истакнаа дека очекуваат на првата наредна седница на собранието да биде дадена согласност за дополнителната мерка. Со тоа исплатата на помошта би можела да почне пред новогодишните празници. Наредната седница на собрание ги замолувам пратениците посебно од Кочани да ја донесат мерката и за да почне исплатата за овие 3 денари пред Нова година. Една позитивна донесена одлука на владата, на претходната седница е поминато, сега останува да се изгласа во собранието. Значи, одобрени са 3 денари мерка преку COVID програмата, кој што ги исплаќа генералниот секретаријат на владата. Периодот е од 1.1.2021 година до 15.12. истата година. Секој што има предадено во овој период, така наречено во цела година, до откупувачите овластени арпа, ќе има дотација од по 3 денари по килограм. За колкава сума вкупно се работи и колкава количина ориз, односно? Значи, грубо кажано се работи за негден 20.000 килограми откупена арпа. Се работи за негден околу 1000 до 1200 земјоделци оризопроизводители, а сумата негден изнесува околу 60 милиони денари или околу милион евра. Од Сдруженијето Бело злато нагласија дека покрај интервентната финансиска помош, редовните субвенции за оризот се зголемени од 25 на 30.000 денари за хектар. Исто така, пораст од 50 на 70% има и кај надоместокот за зелена нафта. При тоа, во подрачната единица за земјоделство во Кочани, досега се доставени над 1000 картички за зелена нафта. На последната седница на Советот на општина Кочани повторно беше пласирана флоскула од некои од советниците за медиумски мрак и неинформирање на јавноста за нивното работење во претходниот 4-годишен мандат. Причина за тоа било што медиумите, во овој случај телевизиските, како што беше речено, не ги снимале и не ги емитувале седниците во период од 3 години, со што граѓаните не можеле да ги слушнат дискусиите. Во контекст на сосема друга точка од дневниот ред, медиумите повторно беа вовлечени во меѓупартиски препукувања и се користеа како доказ за нечие работење, односно неработење. 3 години не се снимаат седниците и ние сме сега единствени први кои што сето ова што го воведуваме и сега и вие сакате да се го ставите на ваша заслуга е во ред. Мислите дека затоа што 3 години немаше снимање, па и така беше дека можете да манипулирате. Еве јас ќе ви кажам точно како јас дискутирав. Јас бев координатор на советничка група на ВМРО ДПМН заедно со коалиционите партнери и 4 години немав можност на транспарентен начин граѓаните да го видат она што вие сега го кажувате. Ги повикав медиумите од овде, од оваа говорница да истражат, да направат истражување дали јавното мислење е позитивно или не во однос на самиот мост. Како вие не сте биле снимани, сте ги повикали од оваа говорница медиумите да го испитат јавното мислење по однос на мостот? Еве, не можев да ве разберам. Вие тврдите дека не сте биле снимани, али од оваа говорница сте ги повикали медиумите да направат истражување на јавното мислење по однос на мостот. Би сакале да веруваме дека не се работи за нешто друго, освен за кратко советничко паметење, за она што се случуваше во претходните 4 години во информирањето за работењето на Советот. Снимањето на седниците се одвиваше постојано, па дури во првата година од мандатот на минатиот состав на Советот, Канал 8 вршеше и директен телевизиски пренос, а потоа и одложено ја емитуваше снимката на својата програма. Подоцна дојде до прекин од околу 1 година во која седниците не се снимаа поради законските измени со кои се забрани исплаќање на доместок за услугата. Сепак, подоцна снимањето и емитувањето продолжи бесплатно уште 2 години. Па дури тогаш имаше обиди за давање насоки како медиумите да работат, слично на барањето да прават анализи и истражувања. Но тоа не е се. На последната седница на Советот беше искажан став дека медиумите не треба да добиваат пари за услугата што ја извршуваат. Јас лично сметам дека медиумите треба да си најдат други извори на финансирање
и секако дека се добредојдени на секоја седница на Советот, меѓутоа јас не се согласувам Советот да ја финансира нивната работа, затоа што се коси нели со начелото за непристрасно известување. Значи се добредојдени да известуваат од секоја седница, меѓутоа дефинитивно не би се согласила за било каков надомест на било кој медиум. Советниците треба да знаат дека медиумите работат на комерцијална основа, што значи дека за своите услуги наплаќаат надоместок. Тоа што досега за активностите на Советот работеле гратис е благодарение само на добрата волја на вработените. Ако за членување во Советот секој советник добива паушал од над 16.000 денари месечно, тогаш за ангажирање луѓе, телевизиска опрема и техника, па и време, редно е и медиумите да добиваат надоместок. Затоа што очигледно е дека тие им се многу повеќе потребни на советниците, отколку обратно. Над 1.350.000 денари планира да потроши Кочанската локална самоуправа за зимското одржување на локалните патишта и улиците во градот, како и во населените места во општината. Сумата што е планирана е на исто ниво како и во изминатите неколку години. Според врските во тендерската постапка што веќе е објавена, избраниот оператор ќе треба да врши чистење и одржување на продноста на коловозите од наноси на снег, како и од подмрзнување. Поради тоа, меѓу условите што треба да ги исполнува е да располага со соодветна механизација за расфрлање сол и песок, како и утоварувач за расчистување на големите наноси на снег. Пријавувањето на тендерот за избор на изведувач на услугите трае до 17 декември, а со фирмата што ќе биде одбрана ќе се склучи договор во трајање од 10 месеци. Носителот на набавката ќе биде должен при врнежи на снег повеќе од 3 см на само повик да излезе на чистење на снежните наноси на локалните патишта и улиците на подрачјето на општина Кочани. Обврска на избраниот оператор ќе биде освен улиците да ги одржува проводни и делниците од локалните патишта од магистралниот пат А3 во правец на Горни и Долни Подлог, Мојанци, Градовци, Прибачево и Оризари, како и од магистралниот пат кон селото Тракање. Дополнително треба да се одржува и локалниот пат од Кочани кон Бели, Нивичани, Пантелеј и Рајчани. Инфосесија во Кочани организираа представници од регионалната канцеларија за младинска соработка и од локалната канцеларија во Скопје, подржана од мисијата на ОПСЕ. На настанот присуствуваа и представници од Агенцијата за млади и спорт. При тоа беше представена работата и тековните проекти на регионалната канцеларија за младинска соработка. Во инфосесијата беа вклучени млади лица од општина Кочани, каде во наредниот период престојат завршните активности за оформување на младинскиот совет. Како што информираа од локалната самоуправа на Кочани, целта е да се создадат услови за стимулирање на младинскиот активизам. Годишен жител на Кочани е осомничен за полов напад врз малолетник и против него е покрената соодветна судска истрага. Осомничениот во два наврата на 23 и 24 ноември во стан во Гостивар извршил полово дејствие врз девојче родено од 2012 година. Мајката на детето го повикала лицето кое се представило како Оџа да дојде да пее и да го лекува детето од црни магии. Осомничениот побарал да остане сам во собата со девојчето жртва и при тоа го принудувал на полови дејствија. Кога на 5 декември мајката сакала потрет пат да го повика осомничениот, девојчето вознемирено раскажало што се случува, пошто настанот е пријавен во полиција. Истиот осомничен заедно со уште двајца соизвршители од Гостивар измамиле друга оштетена. За услугата и наплатиле вкупно 98.000 денари. Кога договарале нова следба, оштетената се посомневала дека е измамена и ги пријавила во полиција. Основното јавно обвинителство во Гостивар донело наредба за спроведување истражна постапка за полов напад врз дете кое не наполнило 14 години за лицето од Кочани, а дополнително против него и двајцата други осомничени соизвршители поведена е и постапка за кривично дело измама. За пријавеното лице од Кочани, основното јавно обвинителство во Гостивар доставило предлог за определување мерка притвор, додека за останатите двајца осомничени се предложени мерки на предпазливост.
Се одигра 14-тото коло во втората македонска фудбалска лига Исток, во кое второлигашите од Кочани и Виница, иако беа домакини, останаа без успех. Осогово на стадионот Никола Мантов го дочека тимот на Прилепска победа и доживеа убедлив пораз од 3:1. Ниту студеното време, ниту каливиот терен не можат да бидат оправдување за потфрлањето на жолтосините, кои ги оставија разочарани малобројните гледачи што беа присутни на трибините за да ги бодрат. Гостите дојдоа во водство многу рано, уште во втората минута со погодокот на Јошевски и со овој резултат заврши првото полувреме. Во продолжението, Тоше Манов донесе израмнување за Осогово и надеж дека може да се направи пресврат. Сепак, прилепчани не дозволија тоа да се случи, па на два пати во 61-та и 63-та минута преку Стомнаровски и Спирковски ја обезбедија победата и освоија 3 бода. Во следното коло што ќе се игра викендов, Осогово ќе гостува во Радовиш против Детонит. Слога 1934 пак во Виница, иако беше фаворит на надпреварот против Детонит, не успеа да дојде до победа, откако надпреварот заврши 1:1. Резултатот го отвори домашниот играч Краклински во 6-та минута, пошто обидите на домакините да постигнат уште некој погодок остана без завршница. Во вториот дел, гостинскиот играч Левков во 64-та минута ја изненади одбраната на домакините и го израмни резултатот. До крајот на надпреварот Слога не успеа да дојде до нов погодок, поради што прокнижи нерешен резултат, што воопшто не беше планиран. Во следното коло, Виничкиот второлигаш ќе гостува во Струмица против Беласица.